Војно зголемен бројот на представките од граѓаните во Југоистокот до Народниот правобранител. За првите 6 месеци од годинава до канцеларијата во Струмица стаселе дури 70 представки, колку што се евидентирани во текот на целата мината година. Граѓаните во немоги да се справат со институциите реагираат на прекршување на нивните права токму до Народниот правобранител, а најчесто реагирале од областа на прекршување на правата во правосудството, урбанизмот. И како и секоја година, најголем број на поднесени представки е во областа на правосудството, урбанизам и градежништво, социјални права, представки во однос на постапките пред извршители и работни односи имат доста голем број на поднесени представки и така вообичаено во постапките за денационализација, постапка за легализација на бесправно изградени објекти и голем број има представки за постапки за рушење на бесправно изградени објекти. За разлика од претходните години, кога најчесто реагирале струмични, како што потенцираше Славчо Тимов, последниот период се поголем број на представки доаѓаат од граѓани од останатите општини. Тоа укажува дека граѓаните од Југоистокот се повеќе се информираат за работата на омбудсманот. Од секогаш преднечат покрај Струмица граѓаните од општина Гевгелија. Сега во овој период има и поднесени представки од Радовиш, Ново село, меѓутоа Гевгелија е после Струмица најголем број поднесени представки. Секако постапката пред Народниот правобранител е бесплатна, меѓутоа со самото тоа што сме ефикасни во помагање на решавање на проблемите на граѓаните, тие многу почесто веќе се обраќаат до Народниот правобранител. 50% од поднесените представки оваа година до канцеларијата на Народниот правобранител во Струмица се решени. Тимов упати порака до граѓаните од овој дел на државата да реагираат доколку нивните права се прекршени од страна на институциите.